А повторно во рамки на општината Карпош, уметност, креативност, инспиративност и убава енергија. Денес ги очекува карпошани преку настапот и настанот што ќе се случува во попладневните часови. Токму затоа, како автор гостин во студиото, Саша Шотаровски, за пораката што треба овој настан да ја испрати до сите наши сограѓани. Добро утро и добро дојдовте во нашето студио. Верувам дека убаво се чувствувате. И што е она што ќе ни го понудите денес, што ќе го понудите како организатори на овој настан? Да. Оливера, многу ти благодарам за убавата најава. Еве вака поготово убаво се чувствуваме ние овде, родени карпошани, израснати во Карпош, кога си се грижиме за населбата, да зборуваме малку и за убавите работи. Ете, видовте и од градоначалникот, значи навистина секоја чест и за градоначалникот и за службите, навистина се навремено се санираше она што беше од како последица од невремето, ќе се работи во текот на денот. Меѓутоа, денес ќе има и еден навистина убав настан, кој што ќе се случува пред трговскиот центар Алуминка. Карпошани многу добро знаат и го знаат култното бифе тафталиџе и секако нема кој од Карпош не го знае господинот спроти мене, Саша Шотаровски или Шоте, кој што е главниот виновник во наводници, ке кажам, секогаш за убавите настани на Карпош, на населбата, односно на општината, и овој настан е под покровителство исто така на општина Карпош. Свој на своето, карпошани за Карпош. Кој, ако не ние? Така? Убав настан вечерва во 21 часот, изложба, 20 уметници од Карпош ќе имаат една групна изложба и секако настан на Гуру Харе, кој што подоцна ќе прерасне во една убава, предпоставувам, забава која што само Карпош може да ја направи. Сега нека не ни се налутат и другите општини. Па не можат да ни се налутат никако, најдобри сме. Многу, знаеш, ти барем живееш ја го викам мало нашата општина и многу голем легат ни оставија луѓе кои живеат, се уште живеат. И ние имаме таа среќа да живееме буквално на секоја улица, нема по двајца, тројца кои нешто значат, кои ни оставиле аманет. Кои оставиле белек и аманет. И сега ние мораме вака, мораме на се она што е дојдено да покажеме и докажеме дека сепак имаме душа. Ние направивме една изложба на едно 23-4 сликари. Претежно се од Карпош, земавме од други мала, ама добро цртат, као да се од наше. И направивме буквално да им покажеме и докажеме на пред се на луѓето кои ќе дојдат и кои ќе слушнат дека имаме со што да се пофалиме. Ги имаме буквално од сите генерации. Еве тука има некои слики, јас донесов буквално од сите генерации, од најстарите до најмладите, и затоа што навистина е мерак голема привилегија да се живее во Карпош. И ние само со вистински вредности и вистински квалитет можеме да им се маваме на овие други. Да. Ова студио го направивме во една мини галерија, еве можете и гледачите да видат. Ова се дел од сликите, од уметничките дела кои што ќе видат вечерва изложени на она изложба од 20 на уметници од Карпош кои што се повеќето. Навистина убава изложба. Каде ќе биде изложбата? Внатре во... Не, надвор. Се ќе биде, значи... Се ќе биде надвор. Времето ќе не послужи, затоа што времето... Тоа ќе прашам, не се плашите од време. Не се плашиме, ние не. После 17 ќе биде мирно. Господ ги чува храбрите и будалите и не е проблем. Ќе биде надвор. Оваа изложба му посветуваме на Предраг Урошевиќ Пепи, еден прекрасен човек кој за жал не е веќе со нас. И он беше сето она што е Карпош, сето она што би требало да сме сите ние. Никаде не брзаше, сегде стигнуваше, остави големи дела. Тука е една слика, ова е таа негова слика. И тоа се едноставно секоја од овие слики или тоа што ќе свири Харе, тоа сме ние. Знаеш, не можеш, ние не можеме да им се такмичиме, да им се со некои си муабети вулгарни на некои старлети, ботоксирани, онакви со наместени. Ние можеме да им се бориме и такмичиме, ако мада нема такмичење,
со убавина, затоа што буквално во рамките на нашата општина творат можда преку 100 сликари, ја не знам веќе. Да, точно. И тоа не само сликари, има и писатели. Има све. Иренче Тиварем знаеше, на една улица живеат Владко Бодан, Спасе Куновски, Нада Гешовска живееше и Софија Куновска. Например, јас сум растен на улица каде што на една иста улица со Благоја Чешларов и со Зоран Јовановиќ Лима. И не можеме ние сега со кич да им се тепаме, сваѓаш. Не можеме, нема, ние сме другачие, растени другачие. И тоа е што треба да и на овие оние висококатници што се дојдени, да им покажеме и докажеме дека дај бе полека малце, дај да видите каде сте дојдени, дајте полека да направиме нешто, да се вклопите вие, не да наметнуваат они своји некакви си некакво свое домашно воспитување, кое се само не е. Убаво кажав, роден карпошанец, живе и работи овде. Секогаш поддржувач на уметноста, на она што значи култура, уметност, без разлика дали е слика, дали е музички настан, промоција на книги. Имаше навистина многу активен период, изминативе 6 месеци, ние и најавувавме многу изложби, многу настани, вечерава 21 часот концертот на Гуру Харе. Па ја прво морам да ви се извинам затоа што Харе не дојде. Он доби повик и таа е многу бава работа што ќе се случи, ама он ќе ти ја каже. Доби повик од Игор Жамбазов, а знаеш дека Игор и Моника Белучи не можеш да ги одбиеш. И заглавија мислам дека во Крушево заради на времето не стаса тука. Иначе точно беше најавен, јас го најавив на почеток. Буквално тоа ќе биде еден сериозно убав концерт, затоа што пак има некаква генеза. Харе на 16-17 години има свирено на еден од најубавите албуми кои се издадени во Македонија. Тоа е самостојниот албум на Бодан Арсовски. Значи, разбираш, сето тоа влече, ние си имаме корени и нема да дозволиме тие корени некој насилно да ги прекине. Така е. Шоте, јас ќе ти се заблагодарам, навистина што дојде утрово, стана рано, иако знам дека не си ранобудник. Имаш доволно време да се наспиеш до попладневните часови, кога ќе почне да се мести изложбата. Времето ќе биде добро, да си ги поканиме прво сите карпошани. Да си ги поканиме и од останатите општини, цело Скопје, значи трговски центар Алумина, паркингот према Партизанска, така? Да. Овде ќе има навистина преубава изложба, 20 уметнички дела и потоа убав, одличен концерт на Гуру Харе. Како што знаете, вие тоа само Бифе Тафталиџе може да го организира и кофице. Да. Види, ова е само почеток еден. Летово работно ќе биде или ќе правите малку пауза? Мора да биде работно. За ние сиромаите не можеме да одмараме. До прва ќе почнеме затоа што од оваа изложба искочија други идеи. Ќе направиме изложба, буквално сега оваа беше од срце направена, а другите ќе бидат малце со поинаков, не посериозен, него со по-друг концепт, буквално да ги опфатиме сите и таму до октомври да направиме уште едно 4-5 изложби. Одлично. Тука сме ние да ве поддржиме медиумски, како и секогаш. Многу ти благодарам за ова гостување. 21 часот, трговски центар Алуминка, изложба и одличен концерт на Гуру Харе. Ве очекува Шоте, убава журка, убава забава и секако преубав настан. Од колку години до колку? Еве, ќе каже организатор. Од 7 до 77 сите сте повикани. Благодарам многу, се гледаме вечер. Да, од 0 до бескрај. Да, па некад можат слободно да донесат и некој бебе, ќе има таму кој да му кухне, да спие, да се одспие бебето. Да, и да се пренесе онаа љубов од Па да, знаеш, од карпош за карпош. Ние друго не можеме да понудиме, сем љубов и квалитет. Ако нешто научив еве од вашиот разговор, јас од секој разговор и од секој гостин учам по нешто, тоа е како да се сака населбата во која што се живее и како да се пренесува таа енергија. Ви благодарам. Можеби во иднина и ќе се преименува нели општината Карпош во некоја боемска општина или не знам. Карпош си останува Карпош. Не го менуваме името. Ви благодарам.